Ne nuk e forcojmë ushtrinë për të sulmuar të tjerët, por për të qenë mjaftueshëm të fortë për të mbrojtur vetveten. Mi moramo da budemo spremni da svoju zemlju odbranimo. I ovim što radimo, svoju zemlju čuvamo i branimo i odvraćamo svakog potencijalnog agresora od napada na našu zemlju. Се вооружуваат, ама не за да нападнат, туку за да се одбранат од евентуален напад. Така барем тврдат лидерите на земјите од регионот, кои во последен период потрошија значителни средства за набавка на оружје. Српскиот председател Вучич неодамна се пофали со последните набавки и рече дека меѓу другото српската армија наскоро ќе се снабди со дронови камикази од домашно производство и руски систем за заштита од дронови. Косово во последната набавка се снабди со ракети, а Хрватска како членка на Европската унија изврши голема набавка на 9 воени авиони од Франција. И Северна Македонија меѓу земјите кои купуваат оружје. Последната најавена набавка од Министерството за одбрана се 8 повеќе наменски хеликоптери од Италија, оклопни возила од САД и системи за противвоздушна одбрана од Велика Британија. И не е актуелно само вооружувањето, туку и воениот рок. Речи се известно е дека дел од земјите во окружувањето ќе го вратат, единствено не е јасно во која форма и колку ќе трае. Дали тоа ќе биде класичен воен рок од неколку недели или месеци или пак одреден вид на воена обука. Причина за дилема дали е оправдан потегот се и финансиските издатоци. На иницијатива на министерот за одбрана и воените лица во Србија има дебата за воен рок или обука. Иако воениот персонал бара таа да трае повеќе месеци, последните дебати се околу 90, 100 или 120 дена. Слична е ситуацијата и во Косово. Премиерот Курти најави задолжителен воен рок. И во Хрватска се дебатира за воен рок од 1 месец. Тоа не е неприфатливо за председателот Пленковиќ. Според последните анкети, 75% од граѓаните во државата се за воведување воена обука, а 45% од хрватите сметаат дека таа треба да трае 6 месеци. Интензивното вооружување како да коинцидира со почетокот на војната во Украина. Безбедносните закани ги стимулираа земјите од регионот да набавуваат поголеми количини на оружје. Војната во Украина ја натера и Летонија да го врати војниот рок. Шведска поради малиот број на регрути уште во 2016-та го врати задолжителниот воен рок. Данска, Финска, Австрија се меѓу ЕУ членките кои не го укинаа војниот рок, а за повторно враќање се размислува и во Германија.